Пресметувањето на аритметичка средина на податоци кои што веќе се групирани во класи е посложена, но по рационална постапка. Даден е пример каде што треба да ги групираме податоците во класи со интервал 3, а потоа да пресметаме аритметичка средина. Со x и ќе означам класата и тоа е бројот на класата. Во првата класа се податоците 1, 2 и 3, бидејќи должината на интервалот треба да е 3. Наредната класа ќе бидат податоците 4, 5 и 6, па 7, 8 и 9 ќе бидат во трета класа, во четврта 10, 11 и 12 и петтата 13, 14 и 15. Да определиме колку податоци се наоѓаат во првата класа. Значи фреквенцијата на податоците. Во првата класа значи се 1, 1, 2 и 3, тоа се 4 податоци. Во втората класа 4, 4, 5 и 6, повторно 4 податоци. Во третата ќе бидат 7, 7, 8, 8, 4 податоци. Во четвртата 10, 12, 12, 12, повторно 4 податоци. И во последната се наоѓа 13, 14 и 15, 3 податоци. Бројот на податоци се определува кога фреквенциите ќе се соберат. Во овој случај, значи станува збор за 19 податоци. Откако податоците се групирани во класи, треба да пресметаме аритметичка средина. За таа цел определуваме средишна точка на класата. Тоест, 1 плюс 3, 4 поделено со 2. Значи ќе биде 2. 6 плюс 4, 10, поделено на 2, 5, значи средишната точка е 5. Аналогно, средишната 8, 11 и 14. Нареден чекор е пресметување на производ помеѓу фреквенцијата и средишната точка на класата. 4 по 2, 8, 4 по 5, 20, па така до петтата класа. На крај се бара збир на сите овие производи, кој што изнесува 146. Аритметичката средина ќе пресметаме како количник на сумата 146 поделена со бројот на податоците 19. Значи аритметичката средина ќе биде 7,6.